да видите на Facebook или на нашиот вебсайт, дека вечер ќе збориме на тема Бог и градот. И мислам дека ова е една исклучително важна тема. И мислам дека вистинскиот контекст во кој што треба да се зборува за оваа тема е всушност славењето во кој што не поведе групата за славење. Фала на групата за славење, фала ви што можевме да дојдеме во Божјото присуство преку музиката. И денеска почувствував еден момент во кој што си реков и ако до крајот на оваа богослужба пееме песни само на Бог, сосема е во ред. Значи и е во ред. Значи тоа е тоа. Бог и градот. Зошто е важна оваа тема? Не само како тема, еве сега немаме што да зборуваме денес, а сега зборуваме за Бог и градот. Ова е една исклучително важна тема. Еве зашто. Некои факти ќе ви дадам од историјата, некои факти ќе ви дадам од денешнината. А тоа е следново. Христијанството, најраното христијанство, започна како градски, како урбан феномен. Таму се развиваше. Верувам по Божја промисла. Таму се развиваше. Во градовите. Не е случајно тоа што Исус ги има главните конфронтации, ги има главните изјави и на крајот екзекутиран е во Ерусалим, во градот. И стоеше наспроти одредени сегменти, стоеше наспроти сили во тој град, значи одредени политички сили, одредени религиозни сили кои што му беа негови директни непријатели. И кога ќе го видиме ние апостол Павле како апостол кој што неговата вера, неговата средба, ние знаеме дека Павле се сретна со Исус на патот за Дамаск, кога тоа сакаше Павле да им го пренесе, таа радосна вест, тоа евангелие на сите, тој почна со градовите. Значи да се разбереме една работа. Ништо против селата, ништо против, значи, не знам, мали места. Јас само ви кажувам чисто историски факти. Дека Павле, кога ја доби таа мисија од Бога, почна да оди од еден до друг медитерански град, низ источниот Медитеран, и почна да зборува таму. Верувам по Божја промисла, заради тоа што и Павле, и Бог секако, знаеа дека градовите се центар. Дека градовите се тие од каде што главните размислувања се брануваат на секаде низ другите места. Градовите се центар на уметностите, градовите се биле од секогаш центар на како се вика политичките елити и политичкото раководење, економски центри. И не случајно Павле во тој прв век од нашата ера оди од град во град. Од град во град. И се задржува особено во оние поголеми градови, како што да кажеме Ефес, еден град кој што сум имал прилика да го посетам. Понекогаш ние си мислиме дека на Павле му било лесно, тоа биле некои кујзне градови тешко на нив. И импозантно е кога човек влегува во денешниот влез на Ефес, на тој цел археолошки парк Ефес, и кога се соочува со театарот во Ефес, кој што има 36.000 седишта. Значи ние ако мислиме дека сме измислиле, не знам, големи објекти или што и да е, ако имате прилика, одете во Ефес. И кога Павле вика дека таму бил и дека таму служил 2 години, тоа не е Павле некаде под некоја грмушка и под некој дрвце, значи тоа е во еден од третиот по големина урбан центар во Римската империја. Таму стигнуваше евангелието. И понатаму, кога веќе се качуваше Павле нагоре, дојде и до овие краишта, или да кажеме по јужно од нас, Солун. Зошто Солун? Од секогаш. Низ историјата Солун бил тој од формирањето, значи некаде во 4 век од пред нашата ера, се извинувам, формиран како едно главно пристаниште. И од таму и до денеска од Солун влегуваат добра преку тоа пристаниште и се качуваат нагоре на континентална Европа. Денес што ние сведочиме дека мигрантите го знаат тој антички пат, дека треба да стигнат до Солун и да се качат нагоре и по оваа Вардарска долина, Моравска долина, да се качат нагоре за да можат да отидат до централна и понатаму до западна Европа. И Павле, читате ги дела апостолски, значи тоа е мака и прогонство и стравови, значи како ова сега се одвива.
И тоа се добри потсетувања за сите нас кои што мислиме дека христијанството треба да биде еден лагоден живот и ако не е лагоден, тогаш нешто не е во ред со Бог или со нас и ние треба да нели да со батерија да бараме во кого е грешката. И од таму всушност, од тие градски центри, од тие мали групи почна да се развива христијанството. Првите форми на собирање на црквите заради тоа што они градски структури и политички структури не гледаа со како да кажам со милост кон нив, беа тие мали групи. И ако ги читаме внимателно повторно дела апостолски и Павловите послања, ќе видиме дека еве да кажеме во Коринт имаат повеќе мали групи. Се собираат 5 души, 10 души, веројатно 15 души и редовно имаат молитва заедничка, редовно читаат во тоа време Библија, односно Стар Завет, редовно си ги повторуваат веќе и подоцна веќе ги имаат евангелијата, значи ги имаат оној живот на Исус пред нив и така живеат. И христијанството, сум го кажал тоа повеќе пати, е религија на која што никој не даваше никаква шанса. Еве зошто. Некаде почнато во Галилеја, во Израел, не знам, тоа е очајната провинција во Римското царство, значи немој да мислите дека таму сите никој не се годи во Израел и од таму започнуваат со некој рибар, со некој, не знам, патриот, зелот, што и да е, и одеднаш имаме извештај на римски историчар кој што вика: овие луѓе го свртеа светот наопачки. Ама го свртеа преку градовите. Тоа е многу важно. И денес имав прилика да разгледам некои статистики и некои предвидувања. Еве што викаат тие статистики. 2050 година се претпоставува, се прават пресметки, значи не се тоа претпоставки некој му паднало на ум или што и да е, се следат тие мигративни процеси, внатрешни и интернационални мигративни процеси, се смета следново: 90% од населението до 2050 година ќе живее во градови. Некои процеси едноставно одат и не се враќаат. До пред 200 години селата биле неминовност заради тоа што самите села произведувале храна и еден куп други работи и тргувале со градовите и имало, да кажеме, една трговска размена, ако можеме така да наречеме. Денес веќе оно што се гледа низ целиот свет е всушност момент во кој што сите одат да живеат во градови и тие што живеат во помали да во поголеми и тие што живеат во малку поголеми во најголемите градови, заради тоа што градовите станаа сидро на можности, сидро на платформи, сидро на една релевантност, ако можам така да кажам, и сите сакаат натаму додат. Ќе ви кажам уште една статистика, дека дневно 5000 луѓе се селат од село во град низ целиот свет. 5000 луѓе дневно. Тоа значи дека за 10 дена ние имаме нов град од 50.000 жители. Тоа е тоа. Во моментов, да не ве збуни, Кина има една масивна програма на кинески начин. Иселување на луѓето од селски средини и нивно насочување кон градовите. И во Кина, мислам дека тоа е милом или силом. Значи, ќе веселиме и ако не ќе веселиме. Значи, тоа е тоа. Нови градови, милионски градови, огромни градови. Никнуваат заради тоа што педантните кинези пресметале дека образованието е поевтино, сите оние инфраструктурни зафати се поевтини, ако луѓето се стационираат на едно место, доаѓа до една размена на идеи, на искуства, на добра, значи на многу нешта и затоа и тие веќе се урбанизираат. И мислам дека ние како христијани кои што живееме во град, пак ќе кажам, ништо апсолутно, ако некој може би го гледа ова што го зборуваме оваа вечер, ништо против село, јас искрено уживам во село. Значи стварно уживам. И тоа се за мене се уште тие некои недопрени средини, каде што човек може да се одмори, ама морам да кажам и за себе уште една работа. Секогаш имам такви некои чувства имагинативни, сега сакам да одам некаде надвор од Скопје и после 4-5-6 дена надвор од Скопје, ако сум некош ми смета тишината, затоа што Скопје ме научи на бука, цело време бука, не можам. Некош имам проблем со несоница кога нема бука, кога се тивко, значи верували или не. И имам по некој ден-два не можам да спијам. Шкрипам нешто, си правам бука, значи за да можам некако да ме потсети на Скопје, може треба да земам некој, не знам што, телефон, диктафон, да снимам на партизанска сообраќај и кај идам, си пуштам 15 минути сообраќај од партизанска, цак пред спиење, продолжувам понатаму.
Заради тоа, заради сите овие нешта, значи заради нашата историја на најраните христијани и она што значи денешни трендови кои што нема да запрат. Еве кај нас има некој инсистирање, нели, да заживее селото, мислам дека се тоа јалови битки, реално ќе ви кажам. Јалови битки. Тешко, многу тешко. Освен во некои раритетни случаи, некој ќе се осуди да отиде сега повторно од град во село. Да се врати назад во село или да отиде, ако е, да кажем, повеќе генерации во град, сега ќе одам на село. Тоа што гледам во Македонија, а ќе видиме дали ќе сум во право, во следните 10, 20, 30 години, тие ситни селски земјени површини, обработливи површини, ќе станат големи парчиња на земја и ќе се обработуваат од градовите, а не од некакви, пак ќе кажам, мали селски средини, затоа што ние едноставно веќе сме во една фаза на глобална урбанизација од која што нема враќање. И оно што е важно, и зошто сакам денеска да зборуваме на оваа тема, е заради тоа што е исклучително важно. Ние да разбереме, ти да разбереш твојата улога како христијанин во градот. Значи, ако селото има еден ритам и еден начин на живот, реално градовите имаат друг ритам и друг начин на живот. И градовите сами по себе, и историски гледано како се настанати, веднаш имаат една динамика која што не се следи толку лесно. И ќе читаме сега од Стар Завет. Читаме од Стар Завет од Еремија, од пророкот Еремија. Еден текст кој што Бог го дава преку неговиот пророк Еремија и кој што реално може да звучи многу изненадувачки за нас, особено за нас кои како христијани можеби влегуваме во некои лажни слики за тоа што Бог очекува од нас како луѓе кои што живеат во градски средини. Значи Еремија 29 глава 4 стих. Вака вели Господ Саваот, Бог Израелев, до сите заробени кои јас ги преселив од Ерусалим во Вавилон. Правете куќи и живеете во нив, садете градини и јадете плодови нивни, женете се и раѓете синови и керки, и на синовите земајте им жени и керки и мажете ги, за да раѓаат синови и керки, па да се размножувате таму, а не да се намалувате. Грижете се за доброто на градот, во кој ве преселив, и молете му се на Бога за него, зашто ако му е нему добро, и вие ќе имате мир. Зашто така вели Господ Саваот, Бог Израелев. Нека не ве мамат вашите пророци, кои се меѓу вас и вашите бајачи, и не верувајте им на соништата што ги сонувате. Лажно ви пророкуваат во мое име, јас не сум ги пратил, вели Господ. Бидејќи така вели Господ, кога во Вавилон ќе исполните 70 години, тогаш ќе ве посетам и ќе го исполнам мојот збор, за да ве вратам на ова место. Зашто само јас ги знам замислите што сум ги замислил за вас, вели Господ, замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Па ќе повикате по мене и ќе дојдете и ќе ме замолите и јас ќе ве чујам. Ќе ме побарате и ќе ме најдете ако ме побарате од се срце. Ќе ме најдете, вели Господ, и ќе ве вратам од робство и ќе ве соберам од сите народи и од сите места каде што ве изгони, вели Господ, и ќе ве вратам онаму од каде што ве преселив. Чуен текст, чие што силина ние мораме да разбереме во контекстот во кој што овој збор е искажан. Контекстот е следен. Израелскиот народ, односно тоа јужно царство Јуда, беше покорено од Вавилон и беше однесено од таа територија во Вавилон. Значи морам да ви кажам една работа. Имав прилика во Берлин да видам дел од Вавилон. Така наречената Иштарина порта. Сум студирал за неја, сум ја видел на фотографии, значи од прилика ги знам димензиите, ама едно е кога ќе се види на фотографија или на интернет или што е, а друго е кога ќе видите во живо. Иштарината порта. Порта која што е 12 метра висока, може би повеќе, и која што денеска би била архитектонско чудо. И таа Иштарина порта која што е зачувана е само еден многу мал дел од Вавилон и од вавилонската цивилизација. Вавилон во тоа време е главната сила во источниот Медитеран. И Вавилон својата сила помеѓу другото сакаше да ја прикаже и преку архитектура. Ќе ви кажам еден многу важен момент. Кога ги анализирате градовите, кога
кога сакате да видите како еден град функционира, обрнете внимание на архитектурата. Обрнете многу внимание на архитектурата. Заради тоа што преку архитектурата градот ги комуницира своите вредности. Оваа врата, оваа иштарина порта 12 метра висока од еден посебен глачан мозаичен камен со представени 12 демони во животински облик, беше вратата низ која што евреите влегуваа кога беа водени во робство. И ние мораме да разбереме дека во тоа време тој Вавилон беше таа супер цивилизација, тој Вавилон беше, да кажеме, можеби некаков еквивалент на денешен Њујорк. Некој живее некаде, можеби во Скопје или живее негде низ Македонија, и без интернет, без ние најто што да знаеме, одеднаш доаѓате и ве пречекува статуата на слободата. И ве пречекува Менхетан, и ве пречекува Метрополитен музеот, и ве пречекуваат зданија и архитектура и начин на живот кои што едноставно ве преплавуваат. И вавилонците беа еден страшно мудар и воинствен народ, значи знае што во војна, ама многу поише, знае што надвор од војна. И они знаеа дека ако сакаш да покориш народи како што тие сакаа, имаш на располагање три главни начини, три главни методи. Прв метод е метод на раселување. Тој народ што ти сакаш да го покориш, значи наместо да го покоруваш, ќе земеш и ќе го иселиш, ќе го isfрлиш од некоја негова територија, ама тие беа превише паметни и знаеа дека ако тоа го направиш, тој народ уште полуд ќе се врати кога тогаш и ќе сака освета. Така да тоа не беше баш некоја опција за нив. Второ нешто, тие сакаа да го знаеа дека постои еден метод на подчинување. Значи ќе ги оставиме да живеат каде што живеат, ама толку многу ќе ги малтретираме што буквално нема да може да издржат, или ќе се одселат самите или не знам, ќе си најдат некакво чаре во својот живот. Тоа беше тој втор метод. И третиот метод, омилениот метод на вавилонците, е методот на асимилацијата. Асимилација. Што значи следново. Дојдете, живеете со нас, ќе имате одлична работа, ќе имате одлични плати, ќе имате се што сакате, се што гледате ќе биде и ваше, под услов да ги прифатите нашите вредности и нашиот начин на живот. Овие први два начина можеби вака звучат опасно, ама не беа толку опасни за самиот еврејски народ. Знае евреите како да се спротивстават, можеби самите луѓе имаме некои механизми одбранбени, кога некој така директно и фронтално не напаѓа, знаеме како да возвратиме. Ама асимилацијата е многу суптилна работа. Зашто асимилацијата се заснива на маркетинг, асимилацијата се заснива на покана на живот кој што можеби е диаметрално спротивен на нашата вера и на нашите убедувања. И пример, не случајно имаме на цела книга, пророчка книга, ма која што всушност има форма на наратива. Имаме книгата на пророкот Даниел, кој што од најмала возраст го следиме до неговата доцна возраст. Како е тој во механизмите, во канџите на вавилонската асимилација. И што му прават на Даниел, ќе се сетите. Прво, што му прават? Му го менуваат неговото име. Зошто? Затоа што името е директно поврзано, името има директна корелација со идентитетот. И наместо Даниел, него го нарекуваат Баалшезар, што значи Баал е мојот Бог. Веднаш сакаат во неговото име, кога тој ќе си го повторува неговото име многу пати, да има таква една димензија на Даниелово поврзување со Баал наместо со Јахве. И зошто е всушност Даниел херој, зошто Даниел реално има такво едно херојско место во Библијата, е заради неговиот начин да се спротистави на овие асимилативни вавилонски тенденции. Тоа е клучниот момент. Затоа што, видите, Даниел е многу, дури некојаш се викам, добро, Боже, кој е овој човек? Значи, кој е ова дете? Кој е овој младич, Даниел? Му викаат вака: тебе ќе те запишеме во елитно училиште и нема да плаќаш школарина. Ќе јадеш како што јаде царот, ќе имаш пристап до се што има пристап царот. Но
ти низ тој процес ќе мора да поминеш без поговор, за ние на крајот да знаеме дека ти си целосно асимилиран вавилонец кој што веќе изгубил секакво сеќавање на она што значи идентитет на Божји народ. И можеби овие примери нас на историска една гледна од историска гледна точка нас не изгледаат како примери кои што добро, можеби тоа било во тоа време. Јас ќе ви кажам едно нешто. Дека методите на опресија, методите на подчинување, методите на менување на одредени народи или поединци се уште исти. И ние денеска ги гледаме не само во некои физички војни, значи војна во некој физички облик, туку многу повеќе во културните војни. Војните на културите. И мислам дека денес би ни било нас поедноставно, ако некој дојде и ни каже, вие кои што верувате во Христос, не знам, одите си од Македонија, ќе си отидеме. Ја би си отишол. Значи, ако е тоа цената на моето учеништво, би си отишол. Но многу се посуптилни оние, како да ги наречам, примамливи нешта кои што реално доминантната култура не ги нуди и ни вика вака: ти ќе си имаш супер живот овде и сега, значи не мора да чекаш, не знам, Бог да дојде повторно или да те спаси или било што. Единствено нешто што треба да направиш е да ги прифатиш вредностите на културата во која што живееш. И тоа се во еден клучен момент, значи тоа е контекстот на градовите. Контекстот на градовите во кој што тие што сме, да кажеме, во Скопје родени, или тие што можеби не сте родени во Скопје и живеете многу време, на еден чуден начин сите се чувствуваме како странци во овој град. Заради културата која што искусуваме и која што цело време се обидува да не асимилира. И јас мислам дека не постои ниеден во оваа просторија, оваа вечер, кој што се обидел да живее христијански живот и да ги живее вредностите на христијанскиот живот во сфера на, не знам, политички активизам или во сфера на бизнис и на економија или во сфера на, не знам, на некои социјални сегменти и да не сме наишле веднаш на проблеми. И нешто денес се случува во Скопје е многу интересно, а тоа е, имаме, да кажеме, либерален културен сегмент кој што инсистира на една либерална промена на нашето општество. И тие не се чувствуваат како дома и викаат дека заради овие конзервативни не можеме да мрднеме. И имаме еден цел конзервативен сегмент кој што исто така не се чувствува дома во Скопје, затоа што вика еве ги либералите сакаат све да уништат. И тоа е еден многу интересен момент во кој што многу луѓе од различити позиции, културни прецепозиции кои што се преточуваат можеби понатаму и во некои политички позиции, не сакаат и не се чувствуваат во овој град како дома. И ние треба да си поставиме едно реално прашање: кој е нашиот, кој е мојот, кој е твојот повик во овој град? И мислам дека ние мораме да разбереме дека имаме две главни опасности, две главни тенденции кои што мене и тебе ќе ни бидат за секогаш додека живееме во градови клучни непријатели во живењето на нашата вера. Едното нешто веќе го спомнав, асимилација. Знаете што е главното нешто за асимилација? Знаете зашто ние се асимилираме? За ние самите да имаме добар живот. Точка. Значи, јас си мислам на себе, можеби малку или поише или помалку на моето семејство и завршува тука мојата приказка. Значи, градовите имаат таков еден момент, даваат можности, ама даваат и начини на кои што тие можности може да се исполнат. И ние заради тоа имаме покана за асимилација. Што порано ќе станеме христијани и ќе сакаме тие вредности да ги живееме, таа опасност на асимилација ќе ја живееме, односно ќе ја искусуваме се повеќе и повеќе. Јас се сеќавам, да кажеме за мене, во мојот случај, уште од средно училиште, сватив дека ја не можам да живеам исти живот како моите пријатели од средно, не затоа што јас сум подобар од нив, не затоа што јас не знам, сакам да бидам различен од нив, туку заради тоа што Бог го сака и таа култура што Бог сака да потикне кај мене или кај нас како црква, како цркви, е всушност еден контракултурен момент во живењето и во постоењето во овој град. На факултет исто така. Мои пријатели кои што се христијани, кои што отидоа во бизнис, не знаат што да прават, затоа што е контракултурно. Целата христијанство е контракултурно на оно што градот го нуди. Значи имаме таков момент на асимилација
И тој момент на асимилација најчесто има две опасни сценарии. Прво сценарио е ние целосно се асимилираме, значи ние реално имаме комплетно, ние веќе сме се претопиле со вредностите на оваа доминантна култура и ние немаме идентитет надвор од таа култура. И ние може би имаме некакво, не знам, некој крст на ланче или што иде, или може и ќе се појавиме од црква, или може би ќе запееме некоја песна што пееме овде, ама ние сме де факто асимилирани. Ние не се разликуваме по ништо, апсолутно по ништо од луѓето кои што се околу нас. И втора варијанта е варијанта на, јас би ја нарекол, асимилативен подвоен живот. Значи, веројатно, кога сме со христијани, кога сме тука, црква сме фини и добри се, и ние имаме алтернативен живот со наши пријатели, пријателки, во клучни сфери од нашиот живот, и ние Бога молиме некако луѓето од овие сфери, од нашата црква и моите пријатели или пријателки, никогаш да не се сретнат, за да не испадне белја за нас. И ќе ви кажам најотворено, сум имал ситуации во кои што ќе се сретнам со некој од црква, дали од наша црква или од пошироки, значи број на цркви, и ќе видиш дека, не знам, он е со некој друштво или она е со некој друштво, и гледаш дека однешка си вика, име го пасторов да не рече у црква како сте, дали сте добро. И сум имал ситуации во кои што искрено луѓе мене ме избегнувале, зашто тоа било одма, здраво, добар, морам да одам. И ја уште не сум кажал ништо, ама тоа се многу брзи разговори. Зашто? Никој од, не знам, луѓе на моја маса или луѓе што се со мене во моментов, за моја белја, како што знаете, живеам во центар, црквата ни е у центар, се ние некако мене ми е туку у центар и се стрекам со луѓе. И имало луѓе кои што ми дале мене до знаење по нивните реакции дека живеат реално подвоени животи. Тука нели може да биде благослов како се седа, и после тоа здраво брзам. И после идеме следна фаза, знаеш, брзав тогаш многу затоа што нели имав многу работа у сабота вечер и не знаев, не можев нели да поразговарам малце повеќе. Мене не ми било никош во живот најбитно кој ќе ме поздрави и немам што перица за да мерам да не ме поздравуват 5 секунди, 15, 20 секунди. Ама тоа што ми е важно, тоа што сакам да ви го кажам е дека тоа е за мене знак за една подвоеност. Значи кога ние не сме спремни Бог како наш клучен дел од идентитетот да го споделиме во било кој контекст, тогаш мислам дека ние треба да си поставиме прашање да не сме веќе ние влезени во оној воз на асимилацијата. Да не реално, мислам, збориме отворено, да не реално вредностите кои што се сега главни во овој град ни се реално поважни од она што значи вредности кои што нас Бог ни ги дава. И сега ако асимилацијата е еден начин, ако асимилацијата е реално еден начин да се биде во опасност како христијанин и да не се извршува Божјата волја, ние имаме нешто друго. Еден друг екстрем кој што може да се нарече племенство. Значи една форма на живот кој што по својата суштина социолошки гледано е субкултурен. И тогаш ние што правиме? Тогаш ние наместо, значи, можеби како реакција на овие силни културни асимилации кои што ги трпиме секој ден, ние почнуваме да градиме нешто што ја би го нарекол менталитет на не бој се, не се плаши мало стадо. Значи само ние сме верни, никој не е верен друг, и сега ние си гледаме ние да сме спасени, ние да сме добри, ние да сме, нас да ни е добро, и искрено потајно посакуваме све друго ако треба да се уништи, само ние да си преживееме и ние да си бидеме веројатно единствени граѓани на Скопје или на некој друг град. И мислам дека ова е една погубна опција која што многу често се јавувала во христијанството. Нема дистанца која што била реално нездрава и дистанца се градела која што повторно на еден поинаков начин од асимилацијата значела смрт за христијанството. И ние доаѓаме тука до овој текст во еден ваков контекст, значи во контекст во кој што сите ние се чувствуваме без разлика, пак ќе кажам, родени или неродени во градот во кој што живееме, се чувствуваме како тугинци. И во ваков еден контекст на луѓе кои што се раселени, значи во една вистинска смисла во овој случај раселени, читаме она што Бог им го кажува. И чудно е, зашто вика правете куќи и живеете во нив. Садете градини, јадете од плодовите и вика размножувајте се, нема да се намалувате, него размножувајте се. Грижете се за доброто на градот во кој ве преселив.
Грижите се за доброто на градот. И молете му се на Бог за него, зашто ако нему му е добро, и вие ќе имате мир. Сакам да се задржиме малку на овој стих. Ова е пророчки збор, кој што Бог го кажува преку Еремија на евреите, и со тоа апелира евреите да се грижат за доброто на градот, на оние луѓе кои што за нив се де факто главен непријател, и оние луѓе кои што нив ги раселија и ги однесува во некоја туѓа и далечна земја. Тоа се сите оние псалми кои што ги читаме, кои што зборуваат покрај реките Вавилонски или by the rivers of Babylon. Тоа се псалми кои што се пишувани од овој Божји народ во еден таков контекст. И Бог им вика: грижите се за доброто на овој град. И молете му се на Бога за него. Прво нешто, грижа. Ние како христијани сме повикани да се грижиме за градот во кој што живееме. Без разлика која политичка опција на власт. Тука значи не се спомнати се додека е цар тој и тој. Туку една генерална, еден генерален, ама многу прецизен повик да се грижиме за доброто на градот. И јас сакам оваа вечер да апелирам сите вас дека е Божја волја да се грижиш за доброто на овој град, за политичкото добро на овој град, за економското добро на овој град, за социјалното добро. Значи често пати имаме тензии во овој град, за етничкото добро кога се јавуваат меѓуетнички конфликти, за духовното добро на овој град. Ова е Божи мандат, не само за евреите во Вавилон, ова е Божи мандат за сите оние кои што живееме овде во овој град, или сите кои што можеби ќе го гледаат ова на нашиот вебсайт, каде да живеете, вие имате мандат да се грижите за вашиот град, таму каде што сте во моментов. И вели уште едно нешто, молете му се на Бога за него. Значи молитва како клучен духовен момент, клучен духовен инструмент кој што не е даден само за да христијаните бидат поддуховни во тој град, туку реално тоа што гледаме на вести, тоа што го искусуваме во овој град, тоа што го искусуваме во повеќе контексти на овој град, молитвено, значи да се обидуваме ние да се грижиме за тоа добро, разбирајќи дека молитвата мора да биде основен двигател на еден таков потват, милоста Божја, силата Божја, која што на сите нас е потребна за да бидеме во можност да се грижиме за тој град. И вика зашто ако нему му е добро и вие ќе имате мир, и ова е многу битен стих. Зашто ако нему му е добро, ако на градот му е добро и вие ќе имате мир. И ова не значи, тоа сме кажале многу пати, ова не значи мир само во некаков смисол на отсуство на некаков конфликт, туку ова е оној еврејски збор, многу убав еврејски збор, шалом, кој што се однесува на една благосостојба. Грижете се за градот, молете се за градот и бидете тие кои што ќе работите за доброто на градот, зашто ако градот доживува благосостојба, сите вие заедно со вашиот град ќе доживувате благосостојба. И мислам дека овие стихови се можеби најтешката проповед која што ја треба да проповедам за сите нас кои што живееме во овој град. Зашто имаме едно чувство дека ние во однос на овие нешта кои што Бог ги бара од нас, после многу години и децении христијанство, ние се уште не сме до крај на чисто која е нашата улога и како ние сме од Бога повикани да го благословуваме овој град. Како сме ние повикани да се грижиме за овој град. И јас ќе кажам едно нешто. Ако едно нешто треба нас да не издиференцира, да не направи различни, не на сила, туку заради нашиот однос со Бог, заради љубовта што примаме Божја во нашите животи, тоа е моментот во кој што ние ќе живееме онаа Божја пожртвувана љубов која што ќе го бара доброто на другиот, а не само своето добро. Значи ние многу често нема да можеме технички да бидеме, не знам, супериорни во однос на овој град или на сегментите од овој град. Ние нема да можеме да бидеме, не знам, економски, да даваме некои планови програми. Можеби некои од вас ќе бидат повикани и на такви нешта. Можеби ќе бидеме некои од вас повикани на политички активизам и тоа е според мене сосем во ред. Но оно што е суштински е дека нашата мотивација е сосема различна од мотивацијата или би требала да биде различна од мотивацијата на луѓето, на останатите луѓе кои што живеат во овој град. Затоа што во градот се живее заради големите можности и ние во градовите
многу често се сели од еден град во друг или од помал во поголем, заради тоа што за дел од нашиот идентитет да биде потврден. Да не би спомнам се еден голем филозоф, Мишел Фуко, зборува за тоа дека нас ни се неопходни идентитетски вредности врз основа на кои што ние ќе го позиционираме нашиот живот. Значи, потребно ни е некаква вредност врз основа на која што, дали тоа ќе биде, не знам, пари, кариера, што иде, значи нешто што ние мораме сами да се најдеме нешто такво за да може да идеме напред. Ама еве што друго вика Мишел Фуко. Мишел Фуко го вика и следново. Мишел Фуко вика дека во тој момент, значи како главен проблем, како главна тензија, што се јавува? Во момент кога ние ќе имаме такво нешто, ние влегуваме во еден паралелен процес на потврдување на нашата вредност. И ние секогаш кога ќе тргнеме, кога ќе определиме еден идентитетски фактор кој што нас не дефинира, ние секогаш гледаме кој е испод нас и секогаш во однос на тие што не успеле толку колку ние во тој даден момент, дали се тоа пари, дали се тоа кариера, дали е тоа, не знам, потват кој што сме го направиле, ние врз основа на тоа градиме наш идентитет. И заради оваа динамика која што еден атеистички филозоф ни ја кажува, како главна динамика на човековото постоење и уште повеќе за живењето во градските, во урбаните центри, градовите се место на истоштување. На истоштување. Зашто се бркаат овие нешта и се бркаат и се воспоставува еден идентитет кој што е само споредбен идентитет. И тука за нас се отвара една посебна, морам да кажам, еден посебен простор се отвара пред нас, заради тоа што ние со такво нешто, иако можеби од време на време имаме проблеми, значи ние сме исто така луѓе кои што функционираат во овој град, ама ние суштински, заради нашиот однос со Исус Христос и заради нашиот идентитет во Исус Христос, ние не би требало да имаме толку силен порив за докажување и за правење на дистинкции кој е над нас, кој е под нас, за да потврдиме наша вредност. А ние тоа го знаеме во кој контекст? Исус Христос со неговата смрт ја потврди нашата вредност. Секогаш кога се прашуваш колку ја вредам, ако завршев, не знам, поише школа, дали ќе бев повреден, ако направив ова или оно, дали ќе бев, ако имам поголема куќа или поголема кола, или ако земам, не знам, жена што е од овој тип или сопруг од оној тип, дали тоа ќе ме потврди мене како вредност, секогаш треба да имаме слобода, буквално слобода Божја. Тоа е суштинска, идентитетска Божја слобода, која што ни вика, ти си Божјо дете и не можеш да бидеш нешто поголемо од тоа. Какви и да ти се твоите животни околности. И во таков еден контекст ние можеме да влеземе и да го бараме доброто на другиот. Зашто инако немаме ние причина да го бараме доброто на другиот. Ако го немаме Бог во нашите животи, јас се прашувам врз основа на што јас ќе го барам доброто на другиот. Врз основа на што ќе го барам доброто на другиот. Врз основа на што ќе го барам доброто на другиот во бизнис. Или врз основа на што ќе го барам доброто на другиот во политика. Или како ќе барам духовно добро на некој кој што припаѓа на етничка група со кој што ние можеби немаме најдобри. Мојата етничка група нема најдобри односи. И овој момент е клучен момент заради тоа што раните христијани, имаме цела една студија од еден социолог, историчар и социолог кој што се вика Родни Старкс, и објаснува што всушност направи, кој беше можеби еден од клучните моменти. Луѓето да речат: и јас сакам да бидам христијанин, и јас сакам да верувам во Бог, и јас сакам да се придружам на оваа група, на оваа црква. Еве го моментот. Се појавува, фино е, кога, мала дигресија, значи, добро е, кога имаме ние, нели, можеби, некои теоретски разговори, меѓурелигиозни диалози, тоа е добар момент. Ама мислам дека тешките времиња се секогаш тест за таквите промислувања. Можеме ние да си правиме мојабет и можеме да зборуваме за наша вера, моја вера, и јас ако еден ден дојде до ваква ситуација, вака ќе реагирам, ама некош ситуации реални и тешки доаѓаат во нашите животи. Тоа е тоа. Во римската историја ние знаеме дека се јавува една голема криза, која што е предизвикала чума, и кога ние зборуваме за тие, отприлика зборуваме за 3-4 век од нашата ера, ние треба да знаеме дека по тоа време од грип се умирал. А да не правиме мојабет за сериозна болест како што е чума. И одеднаш се јавува една динамика во Рим, како главен град и во другите големи градови од таа клучна зона на Римската империја, во кој што луѓе заболуваат и луѓе умираат. И не постои медицинска грижа за нив. Точка. Никој не сака да се грижи за нив. И знаете што се случува најчесто? Во таков еден контекст,
тој кој што си е насочен само на својот живот, само на својата кариера, само на својата благосостојба и добробит, си ги пака куферите и бега и гледа, значи да избега. Сега мене ми се по ова прашање фасцинантни тие рани христијани кои што веројатно извојува победи за мене и за тебе, кои што не знам дали ние денеска би ги војувале, реално зборам на таков еден начин. Тие зимаат во сред таа криза, се грижат за болните. И додека сите бегаат, додека сите се во паника, додека сите веројатно си мислат каде побрзо, христијаните започнуваат од куќа до куќа, а тие историски извори ни кажуваат дека во некои куќи имало само лешеви. Брда лешеви, луѓе умираат и тоа е, остануваат во тие куќи. Тие се тие кои што им даваат достоинствен некаков погреб. Тие се христијаните се тие кои што одат од куќа до куќа, гледаат да нема некој преживеан и ќе почнат да го лечат како што знаат. И многу од христијаните умираат во текот на ваквите потфати. Тоа е главниот момент во кој што цела Римска империја вика стоп. Значи ние ваква вера неаме сретнато до сега и ваква предаденост неаме сретнато, затоа што со таквиот начин на живот, ако размислиме подобро, се потврдува верата во воскресението, дека тие самите и давајќи помош, и ако умрат, еден ден ќе воскреснат. Тоа е многу битен момент. Значи еден ден ако умрат, ќе воскреснат. И друго, тие на многу директен начин покажуваат што значи да се сака ближниот како самиот себе. На еден драстичен начин. Што значи да се сака ближниот како самиот себе? И сега, таа чума била, оставила пустоша, ама луѓе преживеале, како некој ќе дојде во едно вакво семејство и ќе почне да објаснува дека само тоа, како сега христијанство, е всушност лажна религија, лажна вера. А некој знае дека детето му било спасено од човек кој што можеби подоцна умрел, некој знае дека семејството му било доживело достоинствен закоп затоа што некој влегол во тие куќи и ги закопувал. Наспроти вакво нешто нема одговор, значи не можеш веќе да нападнеш никого. И тоа е тој момент во кој што овие рани христијани даваат директен пример дека се тука за да го благословат градот на еден суштински начин. Исус Христос беше оној кој што на крајот беше фатен во тој Ерусалим, беше во стегите на тој свет, тогашен, во стегите на силите кои што тогаш владеја со Ерусалим и со евреите, и беше екзекутиран на крст надвор од градот. И беше екзекутиран надвор од градот затоа што Бог, ја верувам, сакаше и символички да покаже дека на гребот не му е местото во градот, односно нема да му биде местото во тој небесен Ерусалим, во тој град кој што нас не го опишува Библијата како град кој што доаѓа. И Исус беше даден и умре на еден таков начин за да не мораме јас и ти со нашите гревови да бидеме избркани од тој небесен град. И ако постои нешто кое што ние треба да го земе сериозно, е токму тој момент. Дека клучниот момент за нас е таа Христова жртва која што нас не прави граѓани, како што ти каже Свети Августин, вика кога ние стануваме христијани, кога ние наравно се раѓаме, ние добиваме двојно државјанство. Државјанство на небесниот Ерусалим и државјанство на градот, на местото во кое што ние живееме. И дека нашата христијанска всушност живот и нашата христијанска тензија е да се живее со двојно државјанство. Со вредностите на оној свет кој што доаѓа во контекстот на сега и во овој момент, таму каде што живееме во дадениот момент. И кога ние размислуваме како е тоа можно, како е можно јас да живеам таква пожртвувана љубов, како е можно јас да живеам со такво едно двојно државјанство, како е можно да бидам надвор од тие асимилативни политики. Морам да кажам уште еден пример, сега ја читав неодамна Естер, она цела сторија за царицата Естер која што иако асимилирана во клучен момент е употребена од Бога и кажува не на асимилацијата во името на Божјиот народ. Значи тоа се херој до херој кој што не доживеле такви асимилации. И единствено нешто на кое што ние можеме да се надеваме е Бог кој што во името на Исус Христос, на тој кој што умре за нас надвор од Ерусалим, надвор од градот, за да не привлече во Божјиот град, ни го праќа Светиот Дух.
И кога Бог вели дека ние треба да се молиме, и треба да се молиме за повеќе работи, и дека треба да се молиме и помеѓу другото за градот и за нас самите, за ние да можеме да се грижиме за самиот град, ја мислам дека тоа не е некој не знам, совет Божи, во смисол кога немате што да правите ептен, помолете се за градот. Тој суштински начин на кој што јас и ти можеме да бидеме во еден контекст, во контекстот на овој град, во контекстот на Скопје за сите нас, и таму да покажеме што значи да се биде алтернативен град, кој што ги отврла вредностите на оваа доминантна култура, која што сака да не асимилира и ќе ги живее тие исти вредности во секое подречје по кое што Бог нас не повикува. И јас мислам дека Скопје и Македонија отприлика сме дојдени до некој раб. Во кој што или ние како црква ќе направиме храбри чекори таму каде што Бог нас не повикува, или мислам дека ќе преовладее една култура на безбожништво овде, која што сите ние ја искусуваме, но за тоа да не забораваме, ние ќе имаме одговорност пред Бог и ние, секој ден од нас овде во оваа просторија, ќе застане пред Бога и ќе даде отчет за својот живот, за својата грижа за градот, за своите молитви, за својот придонес во таа благосостојба, во тој шалом на кој што Бог го повикува и Скопје, како што ги повикува сите други градови. И мислам дека како црква ние тој мандат мораме да го имаме пред нашите очи, се додека сме живи и се додека сакаме да бидеме богоугодни и да направиме промена во градот во кој што живееме. Би ве повикал да ги наведеме нашите глави и да се помолиме. Боже, фала ти што си со нас и сакаме овие неколку моменти да ги земеме, Господе, како моменти во кои што ние ќе се молиме за нашиот град, за Скопје, Господе. И Боже, ти знаеш зошто по твојата промисла си не донел овде во Скопје, или сме се родили во Скопје. И ти, Боже, знаеш зошто и каква улога ние имаме токму во овој град, Господе. Боже, ние оваа вечер сакаме да се застапуваме, сакаме да ги принесеме пред Тебе сите видови на власти кои што се тука во Скопје. Се молиме, Господе, и Тебе те молиме за владата која што тука е во Скопје и за парламентот. Те молиме, Господе, и за сите оние општински власти, да ги благословиш, Господе. И да ги свртиш кон Тебе, Господе. И нивното внимание да го свртиш од се друго кон благосостојбата која што тие имаат мандат да донесат во овој град, Господе. Те молиме, Господе, за правосудната власт, Боже. И те молиме таму. Ти најдобро знаеш што таму се случува, да ти донесеш реформи. Не само под присила реформи или заради тоа што некој од запад дошол па ни кажал дека треба да се реформираме во тоа подрачје, туку ти да не реформираш, Господе. Те молиме за твои реформи во образованието, Господе. Во кој што ќе се направат исчекори во едно квалитативно образование, Господе, кое што само ти можеш да го дадеш, ја верувам. Те молам да не благословиш еколошки, Боже. Да не дадеш еколошки шалом. Мене лично ми се кине срцето кога ќе отидам на треска и на матка и кога ќе видам само ѓубре, Господе. Дај ни, Господи, еколошка свест, затоа што целата земја е Твоја, Боже. Те молиме, Господе, донеси едно воскресение на уметностите во овој град, Господе. Нека бидат Твој пророчки глас, нека Ти, Души Свети, зборуваме преку уметниците на овој град, Господе. За да можеме пророчки да ги доживееме состојбите на овој град и за да можеме, Боже, да ги видиме така како што Ти ги гледаш, Господе. И те молиме, Господе, за благосостојба на овој град. Те молиме, прости ни сите нас заедно, како граѓани на овој град, што донесовме многу безбожност, што донесовме, Господе, многу себишност, што донесовме, Господе, не љубов, туку обсесија само со нас самите, Боже. И таквата обсесија се гледа од секое ќоше во овој град, зашто, Боже, и сиромашни лошо живеат, и богати лошо живеат, и тие што имаат позиции живеат под стресови и тензии, и тие што не се на позиции живеат во стресови и тензии, и на многумина од нас овде во овој град ни се има воопшто, како да кажам, ни преседна живењето во Скопје, Господе. Но, Боже, токму тука Ти си не повикал, и, Господе, сакаме да бидеме еден алтернативен град на кој што Ти не повикуваш, еден Божји град, една Божја заедница, која што смело ќе влезе
во секој сегмент на општеството и ќе ги живее Твоите вредности, Господе. И Боже, дај ни едно нешто, дај ни храброст. Да ги живееме без разлика на цената која што ќе платиме, Господе. Знаејќи дека во тој град кој што доаѓа, во небесниот Ерусалим, Ти ќе бидеш главен и во тој град Ти ќе ги проценуваш и наградуваш нашите придонеси, нашите, Господе, клучни моменти во кои што ние сме донеле благосостојба на градот во кој што живееме. И Боже, Те молам, направи да Твојот народ се умножува овде и направи, Господе, да се повеќе луѓе повикаат кон Тебе, кон името Господово, Господе, кон Твоето име. И Те молиме, Господе, ние да не бидеме пречка за луѓето да доаѓаат до Тебе, туку да бидеме реално сведоштво, да бидеме град на рид, како што Ти ни викаш во Евангелието според Матеј, кој што ќе ги привлече нив да се придружат во ревитализацијата на градот преку Евангелието Твое, Исусе Христе, преку добрата вест дека Ти умре за Скопје, дека Ти го даде својот живот за секој еден жител, без разлика на етничка припадност. Дека Ти умре за Скопје и дека Ти за Скопје имаш планови кои што се за добро и за шалом и за благосостојба. Се предаваме во Твоите раце и молиме милост, Господе, да бидеме во можност да ги доживееме тие моменти на благосостојба, прецена духовна благосостојба која што ја верувам дека ќе се прелее во секој друг сегмент. Врати не сите при Тебе и дозволи ни, Господе, да живееме според Твојата волја. Во името Исусово. Амин.